ден. Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ова мое вклучување во живо е повод неколку активности кои што беа спроведени, активности кои што ги имавме, каде што делумно некој од нив објавивме. Едно што е битно е тоа што мораме да признаеме дека нашата култура треба да се зголеми во поглед на вистината за нашиот Исус, во поглед на вистината за нашата Македонија. Многу од активностите кои што ги спроведовме во Пелагонискиот дел, посебно во Прилеп и околината, а ќе објавиме многу работи за кои што се припремам веќе од следната недела, да посетиме многу места каде што со факти и аргументи ќе го докажуваме сето она за Пелагонискиот дел, за Прилеп, за Пели, за Лагово, центри кои што се од големо и од суштинско значење за сите нас и за Македонија. Ова мое вклучување во живо е од Агапи Прилеп. Благодарност до сите мои браќа и сестри кои што се овде и кога јас не сум во Агапи Прилеп, го потврдуваат сето она за сите нас, каде што докажуваме во контекст на активностите околу Агапи Прилеп. Ќе имаме новитети, ќе имаме она што на поголемиот број како пријатели на Владо Павлов го знаете од Агапи Кочани. Се спремаме за познатиот ТОС, се спремаме со запознатите вафли и палачинки кои што ги имавме во Кочани, кои што поголемиот број од вас ги имаат пробано во Агапи Кочани кога работеше. Но тоа е околу Агапи Прилеп. Благодарност до сите. Верувам дека и новите производи кои што ќе бидат метнети овде во Прилеп како прва филијала на Агапи центрите од угостителство, после затварањето на Агапи Кочани, ќе ви се допаѓаат на сите вас. И верувам дека како и кафето, како и сето оно што го имате пробано овде во Агапи Прилеп, смути, оние прекрасни исто така овошни сокови, кафиња, чија пудинзи и овие новитети нови ќе бидат исто така квалитетни и убави. Тоа е нашето што треба да си го представиме, во кој правец треба да одиме и ќе одиме. Но нешто што е многу битно е тоа што и покрај се длабоко во ноќта, кога е темно во Прилеп, свети грифонот. Тоа е најголемата чест моја, зошто сум во Прилеп и зошто треба да свети ова мистично, за многумина ќе кажат животно, а за Владо Павлов ликот и представата на царот на царевите и кралот на кралевите. Символиката на нашиот македонски символ, за кој што посебно сум горд што длабоко во ноќта свети рекламата со нашиот македонски и светски грифон, е нешто кое што треба на секого да му е мило, на секого да му е кеф и истиот тој ако се чувствува како македонец. Прилеп и цела Македонија заслужуваат длабоко во ноќта да светат ваквите реклами со помош на грифонот, со помош на нашиот македонски цар на царевите и крал на кралевите, затоа што орелот е нешто кое што е поврзано со небесата, а додека лавот е нешто што е поврзано со земското. Лавот, независно како венецијански трговци, како овие главни масони кои што ја представуваат символиката на земјата, ја представуваат символиката на нивната сила, на нивната моќ,
независно дали е со крила или без крила, како символот на Венеција, нели, Свети Марко, од кај што потекнуваат овие големи венецијански трговци и од кај што е зацементирано или заковано и ова црно племство и за кој што нивен символ е и црниот Исус, така да завршува владението на ова црнило. Помнете ли, заборавајте македонци, дека максимот на темнината или максимот на темните идеологии на црното пленство значат почеток на светлоносните духовни војни, кои што од секогаш сум кажувал и пак ќе кажам, овие 20 и повеќе години дека ќе започнат од Македонија. Денес целиот свет се сконцентрирува на Македонија и тоа е благодарност на сите нас што успеавме да ја прошириме идеологијата на вистината за Македонија надвор од границите на Македонија, иако македонецот се уште не е свесен, а тоа го докажа пред некој ден одредена група на планинари кои што биле на Трескавец, преку 100 уживале во исхраната, а никој не го видел нашиот Грифон, нашиот македонски цар на царевите и крал на кралевите, како се изменува во црн лик. А оние кои што работат на ваквите активности ќе ви кажат дека тие се такви бои кои што со години, нели, наместо да бидат бели, наместо да се покриват, тие станувале наводно црни. И па тогаш јас во наредниот период ќе ви дадам и слики од нови икони, кои што не се со 100 години, и ќе видите како овој лик е повторно црн, со персиска брада, со темни црни очи, и како ова икона нема потреба од 100 години, а е правена пред 2-3 години и е со црниот лик. Тој е символот на црното пленство, тој е символот кој што сакаат целиот свет да го манипулираат, тој е символот кој што сакаат да го манипулираат и македонецот, дека ние потекнуваме од некој црн корен, дека ние потекнуваме од оние кои што денес ја лажат целата светска цивилизација, а тоа се оние црномуристи и арапски семити, едноставно сакаат да го представат Исус како да е грк. А дали ќе успеат во тоа? Времето ќе покаже. Прилеп, колку и да молчете, вистината за Трескавец ќе биде објавена. Следна наша поворка ќе биде на Маркови кули, следна наша поворка ќе биде поворка или поход за Македонија ќе биде во Варош. Следниот наш поход ќе биде во Прилепско, каде што ќе разговараме за древниот град Пели, од каде што имате многу вистина да учите. А вие, браќа и сестри прилепчани, размислете зошто некогашната црква на Свети Георги денес е собственост на големиот ваш Ѓорче Петров, а како е убиен во Софија и кој го убил, и за тоа ќе разговараме, и зашто служел, и која била целта со убиството на Ѓорче Петров во Софија, Бугарија, а дотогаш да се борите Прилеп и да се молите на Свети Георги Победоносецот, онаму каде што живеел Ѓорче Петров. Посебно вие Варошани, исто како хриѓани, како што велиме, да се молеме на Свети Георги Победоносецот, оној кој што уништи јаждајата. За нашите браќа од Варош, кој што е на еден свет град, на еден древен град македонски, а тоа е Пели, од каде што ја имаме најголемата вистина и најголемите работи кои што доправо целиот свет ќе ги гледа онака како што ги гледаше пред скоро пола месец со една група на наши пријатели кнезови од Русија, со една група од Србија, заедно со нив, со група од Словенија, а ќе имаме уште многу други групи
кој што јасно и гласно нашите браќи и сестри од Русија велат дека ова е вистината и дека ова е тоа од каде што кренал Александар Македонски и каде што не успеал да го победи тогаш злото, а стигнал до Индиско море. А ова генерација на македонци, ова генерација на светска цивилизација повторно од Пелагонија ќе крене во поход за ослободување на злото и на оние поклоници на Молохот, кои што повеќе од јасно е дека 33-тиот степен нивен и жртвување на дете и пиење крв него. Подалеку од поклониците на Молохот, така вика Бог. А вие сакајте веруете, сакајте ич не веруете. Ние ова генерација македонци ќе се бориме за нашите деца, за нашите македончиња, да не им биде стимул на животот, да не ги смејуваат другите, дека ако не шмркнеле, ќе биле селјаци и никој немало да ги сака. Напротив, ќе бидат највистинити, најобјективни и најсакани тие деца во иднина. Помнете и не заборавајте македонци. Се гледаме во друга прилика, во овој пелагониски дел, каде што јавно и гласно ќе ја кажуваме вистината за се оно што се прави, за се оно што се масакрира. И дали случајно некој сака грифонот македонски да го направи црн. До тогаш Агапи Прилеп ќе свети, а грифонот длабоко во ноќта ќе го светлува цел Прилеп. Помнете и не заборавајте, Прилепчани, браќа и сестри мои. Тој е символ на светлината, символ на небесното и земското заедно, символ на вистината, символ на нашиот Александар, на нашиот Македон, на нашиот Исус. И зато не случајно биле цареви на царевите и кралеви на кралевите, прико орелот и грифонот. А оние кои што го изманипулирале и кои што денеска ви го представуваат како крс, од Константин и Елена до ден денес, ќе завршат со нивната лага од онаму каде што започнале. Вертикалата е орелот, хоризонталата е лавот, земското и небесното, машкиот и женскиот елемент, спојот, центарот. Тоа е титулата на нашите македонски цареви, кои што биле грифони и кои што го имале тоа од небесот. И тогаш и денес. Не го барете Исус како што ви го прават грците на трескавец, Прилепчани и македонци мои, а оние другите кои што ве лажат и манипулираат, демек такви биле боите и со 100 години тие поцрнувале. Ќе сносат одговорност пред Бог и пред небесата, а не пред нас. А додека истите тие, ако ви обидуваат и понатаму, дека биле такви боите, ќе одиме во Скопје, ќе одиме во Охрид, каде што имаме икони, кои што се стари по 2-3 години, па оттаму ќе ги прашаме зошто и на овие икони е представен Исус Црн. Дали затоа што Антихрист е во Македонија и таков треба да го видите во иднина? Ќе ви докажеме се. Битката е започната на доброто против злото. И никој не може да ја попречи. Никој. Ке свети грифонот длабоко во ноќта и ќе го светлува цел Прилеп. Дали му се допаѓало тоа на некого или не, е негов проблем. Македонија ќе воскресне онака со вистината.
А Прилеп ќе биде град на Агеменон и Миној, на Микенската цивилизација и од поново на Птолемидите, како и на синот на Клеопатра на Исус. Пелагонија била и ќе остане место од каде што кренала во поход македонскиот цар на царевите и крал на кралевите Александар III Македонски во битката против злото. Македонија ќе биде повторно истото место од каде што цел свет ќе крене против злото. Знам, и не и ноѓа мана, денес има многу македонци. Има многу копипастевци. Ама колку е лошо, тоа е добро. Затоа што и тие ја кажуваат ова вистина што Владо ја кажуваше пред 20 и повеќе години. И ги сакам. Може би не се согласувам со Охрид, затоа што не можем да поверувам дека во куќата на мајка му на Венко ли беше, Филипче ли беше, Исус воскреснал. А вие верувате и понатаму. Или во една друга куќа, кај Робевци, Исус се родил. Верувате вие таму. Ама сепак сме искрени. И во една прилика кажав на еден мој брат од овде од Пелагонија, така ми вели дека имало револт зашто Исус бил македонец, па почнале. Јас му кажа вака пред деценија. Ке дојде време кога сите ќе велат дека Исус е македонец. Може би тогаш ќе велат дека Исус се родил во Охрид. Ама сепак и тие ќе кажуваат дека е македонец. Затоа, брате мој од Прилеп и од Пелагонија, дозволи и работите да стигнат онака како што треба. И радувај се на просветлението на македонците, кој што ќе доаѓа преку сите нас. Може би тогаш никој нема да не споменува, ама сите ќе кажуваат Исус е македонец. Затоа ќе свети грифонот и рекламата на Агапи, бидејќи Агапи е божествен светски збор, а не грчки како што ве лажат. А некои мои браќа нека бараат гиро во други места. Може да поминат до Лерин, близко е Прилеп Лерин. Затоа што Агапи е македонски збор. И таму да барате гиро, гиро овде нема. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија, со поход низ Пелагонија, очекувајте ја вистината за Маркови кули, за Варош, за гробиштата околу Варош, каде што бил древниот град Пели, па дури и вистината каде е роден Ѓорче Петров, и дали се уште таму имаме свет извор на жива вода, затоа што таа црква на Ѓорги Победоносецо е поврзана со една фамилија денес во Вараш. А сите оние кои што веруваат и кои што се плашеа дека Македонија нема да воскресне, верувајте ми, Македонија е веќе воскресната. А оној црномурестиот, колку сака нека биде поклоник на секоја нова влада во Македонија. Само едно да знаат сите овие политичари. Она нова ера на водолија, на глобално ниво. И сите оние кои што учествуваат со Божјата сила за попречување на повеќе зло да прави, а не за уништување на Англоамерика, многу добро знаат кој ја сака Македонија и од кого да почнат. Многу добро знаат на кого служиле сите премиери. Многу добро знаат на кого служат во Македонија некои си така наречени масони. Мухаетов, биди жив и здрав. Многу биди жив и здрав. Само едно да знаеме. Сите припаѓаме на Бог. И ние обичните, и вие со бели ракавици што мислите дека сте најсилни во Македонија.
Еве доаѓа времето до 25 мај да видиме кој ќе биде најмил на Бог. Од каде што кренале богомилите, оние кои што биле мили на Бог. Очекувате во наредниот период. Македонија се што имаме и затоа од каде што кренал, повторно кренува. Не Пелагонија, Бел Агнија. Затоа што македонските цареви биле бели и биле силни како оган. Агнија е оган, а Бел е белио. Белиот оган. И символиката на Пелагонија. Латински е Пелагонија, а македонски е Бел Агнија. Така да и не случајно е во битола Бел Агнија. Ке свети македонскиот грифон во сите градови. Сакате веруете, сакате ич не веруете вие со белите ракавици. Бидејќи темнината и максимот на темнината завршува, а тоа е почеток на светлината. Во почетокот на светлината нема со бели лицени ракавици. Нема масони. Нема 33 степен. Има само луѓе кои што ќе бидат просветлени со светлината преку нивната пиенална жлезда, преку нивното трето око, а тоа е символиката на етерот и сите тие 144.000 кои што се поврзани со етерот. Да живее Македонија, да живее Бела Агнија, белиот оган или првиот македонски цар кој што пред 48.000 години започнал да ја создава она што до ден денеска е создадено. И оној кој што верува дека ќе биде уништено, нема да успее. Анархијата ќе продолжи на глобално ниво, војните ќе започнат уште посилно, бикот ќе се вала во крв, а вие македонци продолжите и понатаму да уживате благодетите на Вавилонската блудница. И немојте ниту Владо Павлов, ниту било кој од моите браќи и сестри и оние кои што го трчат последниот маратон, кои што го истрчаа последниот маратонски круг да ги обвинувате. Ако утре дојдете на бели гаки. Падна! Падна! Падна Вавилон! Оној кој што ги напојуваше сите народи со виното на гневот. Одлучите сами. Да живее Македонија, земјата на светите христијани, да живее Македонија денес, каде што големиот рок толку порасна во ова света земја. Ама ние не му се плашиме. Затоа што третиот архангел го кажал тоа, не Владо Павлов, дека падна Вавилон. Вие сте сведоци мои, браќа и сестри. Од кога кажав, во недвижност и во било што да си го префрлуваат капиталот. Од кога ги чекаме сите наши браќа и сестри македонци од целиот свет? Затоа што Бог ги испратил таму да земат знање кој што треба да го употребат за Македонија, а не да останат таму. Размислете, македонци, во целиот свет. Ние не ви нудиме 10.000 евра како владата на Македонија. Ние не ви нудиме ништо, ами ви нудиме братство. Сите заедно да го преболиме она што доаѓа. Крајот на темнината ќе биде многу страшен. И мораме колективно да бидеме едно тело. Индивидуализам повеќе нема да постои. Сакате веруете, сакајте ич не веруете.
Да живее Македонија, се гледаме следната недела на Маркови кули, за да на крајот ја пронајдем и убавицата, момата, кој што треба да е овде во Прилеп, и да бараме прошка зашто го тровила Агеменон. Агеменон се враќа во Пелагонија. Може би не е добредојден за пелагонискиот дел. Може би се правите дека никој не го знаете. Ама доволно е Бог да го знае и Бог да сака така. Се враќа Агеменон, се враќа целата она флота за доброто, затоа што во судната битка на Армагедон се ќе биде тука. Останете ми во љубов, мир и хармонија. Да свети вечно грифонот, кога сите темни сили надвиснале над Прилеп. Нека свети цела вечер секогаш кога ноќта паѓа. И нека боди да очи на оној кој што влегува и излегува од Прилеп. И доваѓа од Скопје или се враќа од Скопје. Грифонот ке свети Прилепу, граду наш и македонци мои. Да живее Македонија!